Денеска и официјално започна второто полугодие од учебната година во сите основни и средни училишта во општина Кочани. Директорот на основното училиште Марина Попиванова Ивица Цимбалевик истакна дека наставата нормално се одвива во училиштето и дека сите наставници се на своите работни места. Во основното училиште Марина Попиванова денеска учениците и наставниците го почнаа второто полугодие согласно наставните планови и програми. Тој посебно истакна дека на последната седница на СОН која се одржа во ово основно училиште на 8 август 2014 година, на која присуствуваа представници на СОНК и наставници, е донесена одлука дека членовите на синдикалната организација не го поддржуваат генералниот штрајк. Синдикалната организација во училиштето во присуство на представникот СОНК донесе одлука дека не ги поддржува барањата, односно најавениот штрајк уште во 1 септември, односно како што сега се најавува дека е продолжеток на тие барање. Основното училиште Марина Попиванова ги извршува согласно Законот за основно образование 180 наставни денови кои ги предвидува законот. Сето ова стои и во записникот од последната седница на синдикалната организација на која присуствувале 40 членови, каде стои дека синдикалната организација не го припаѓа генералниот штрајк за што има и соодветно образложение. Инаку што се однесува до подготвеноста и догревот на зимската сезона на ово училиште за почетокот на второто полугодие, Цимбалевик истакна. Успеавме сметките фактурите кои стигаат за електрична енергија да ги намалиме за скоро 30%, кое највеќе се должи се добивањето на зеленото знаме. Во однос на огревот, училиштето во овој момент поседува 12 тони масло за грејење, односно нафта за грејење, што покажува дека ќе ни остане едно 50% од таа нафта за следната училишна година, ако температурите се движат во овие граници. И останатите училишта започнаа со настава во второто полугодие од учебната година, што значи дека општината и регионот не го поддржуваат најавениот штрајк на синдикалната организација и наставата од утрово се одвива нормално.